Престанете да ширите омраза и поделби. На прагот на граѓанска војна сме, предупреди словачкиот министер за внатрешни работи, Матуш Шутај Ешток, откако премиерот Роберт Фицо преживее атентат. Ова следи по бројните меѓусебни обвинувања на политичари и партии за тоа по чија вина е атентатот, а со тоа расте тензијата во оваа централно европска држава. Граѓаните пред болницата Банска Бистрица, каде се лекува премиерот, велат дека ова е ужасно, бидејќи едно е некој да фрли јајце или домат по политичар, а друго е да го застрела. Нема потреба да се прават такви работи. Слободно фрлете му домат или јајце или карајте го дека ти си крадец или убиец, но не доаѓај со пиштол и пукај. Жал ми е што такви работи се случуваат во Словачка. Револтирана сум поради тоа и секако се плашам дека таквите напади ќе се повторат. Ова е ужасно. Такви сурови работи не треба да се случуваат во овој век. По настанот која потресе нацијата, тамошната јавност е дополнително поларизирана и поделена, а државните функционери постојано повикуваат за крај на говорот на омраза и воздржаност на новинарите и политичките актери. Да излеземе од маѓепсаниот круг на омраза и меѓусебни обвинувања. Тоа што се случи вчера беше индивидуален чин, но тензичната атмосфера на омраза беше наша колективна работа. Хирурзите со часови се обидуваат да му го спасат животот на 59 годишниот словачки премиер Роберт Фицо. Министрот за одбрана и заменик премиер пред болницата изјави дека здравствената состојба засега му е стабилна. Во текот на ноќта лекарите успеа да ја стабилизираат состојбата на пациентот. За жал, состојбата се уште е многу сериозна, бидејќи повредите се комплицирани. Премиерот Фицо беше неколку пати застрелан за време на средба со граѓани. Напаѓачот е 71 годишниот Јуреј Чинтула, писател и основач на литературен клуб. Мотивот му бил политички. Вели дека не се согласувал со политиката на владата против слободата на медиумите. Тој во моментов се сочува со 25 годишна или доживотна казна затвор. Тамошните медиуми го поврзуваат со проруски организации, додека пак словачката опозиција целосно се огради од него.